успели струмичкото стопанство да го издржи притисокот од пандемијата со вирусот COVID-19? Дали мерките на надлежните се доволни да се задржат работните места и да се остварат развојните цели и планови за оваа година? Што во случај на нови ограничувања и рестрикции од страна на владата како мерки за заштита од вирусот COVID-19 од поглед на бизнис секторот? Почитувани, ова е емисијата Бизнисот во Струмица во услови на COVID-19, во кој што гостин е Миле Милановиќ, представник од Струмичката бизнис заедница, воедно и стопанственик, кој што исто така предпоставувам дека ги чувствува последиците. Милановиќ, дали пандемијата ги наруши развојните планови на вашата компанија? Прво благодарам за поканата. Убаво е да се прават такви дебатни емисии кај што ќе си ги кажеме и проблемите и перспективите. Јас доаѓам од сектор кој што не е погоден од пандемијата, баш сектор кој и покажа највисок раст за време на пандемијата. Тоа е секторот производство на хемија, куќна хемија и средства за дезинфекција. Меѓутоа, како член на Струмичка бизнис заедница, во кој членуваат компании од различни сектори и од тие најпогодените и од тие помалку погодените, секојдневно разменуваме искуства, разменуваме планови, програми. Во главном пандемијата се чувствува во повеќето сектори. Неколку сектори кои можеме како нашиот хемија и производство на хемија за куќна хемија, кои покажуваат некои резултати и ни даваат можност за развојна стратегија. Останатите сектори покажуваат пат, дури целосно затварање на бизнисите. Така. Секако ова пандемија се уште трае и се уште одредени бизниси ги немаат отворено вратите за своето производство или пак услужна дејност. Но дефинитивно услужниот сектор е најпогоден од оваа пандемија со вирусот COVID-19. Господине Милановиќ, почитувани гледачи, во продолжение предлагам да видиме како струмичките стопанственици од услужниот сектор ги чувствуваат последиците и кои се нивните видувања во врска со оваа пандемија COVID-19, односно како се рефлектира на нивното работење. Туристичките агенции празни. Во нив веќе со месеци нема движење ниту пак интерес за било какви туристички аранжмани. Сликата е идентична во сите струмички агенции, кои изминатиот период нудеа услуги за патувања, екскурзии, одмори, аранжмани. Пандемијата со вирусот COVID-19 ги донесе до затворање на своите бизниси, бидејќи работа немаат, ниту пак надеж дека е можно да се подобри сликата. Едноставно, ние како агенција ги обслужуваме клиентите со брз трансфер на пари, маниграм. Значи, ништо друго не функционира. Со затворени граници, значи едноставно можат да патуваат патници кои што имаат европски пасоши или работни визи. Ние со македонските пасоши сме приморени, значи, да останеме внатре во државата. Сакате да кажете дека во овој период многу малку аранжмани, билети? Значи, сето тоа е многу занемарливо во поглед на расходите кои што ги имаме во текот на месец. Значи, ама баш никаков приход не се остварува. Маријана Коцева, цели 19 години се занимава како туристички работник. Затворањето на границите и новите правила за патувања или одмори предизвика да тоне во загуби, иако за годинава планирала да ја проширува агенцијата. За месец август продала само 3 туристички аранжмани во Турција и 10 авиобилети за европските дестинации. Никогаш не било вака. Значи, ние, туристичките агенции, сме на работна екзистенција. Со оглед на фактот дека неколку месеци имавме затворени граници, а со тоа и затворени агенции, со оглед на фактот дека неколку месеци не остваруваме ама баш никаков профит, а расходите си течат, со оглед на фактот дека не добивме никаква помош од државата и покрај сите наши обиди едноставно останавме заборавени, почнавме да размислуваме да го намалиме бројот на вработени. Загуби трпат и фотостудијата или фирмите кои директно или индиректно учествуваат во организирање настани, прослави, семени веселби. Значи, у некој период имаше и 100%.
Значи, дуќаните беа отворени со ниеден муштери, значи да влезе у дуќан, затоа што луѓето се исплашени, паника, и сето тоа го прави кај секој од луѓето што нашата дејност е погодена. Значи нема ни крештенки, нема ни свадби, нема собери. Значи надворешната работа е сведена на минимум. Значи 100% е застаната. Во земјава, заради заштита од ширењето на вирусот COVID-19, се уште трае забраната за организирање на семејни прослави, што било главна дејност за Васко Николов, собственик на фотостудио. Како што кажа од ово студио, загубите се зголемуваат. Со започнување на оваа криза со вирусот COVID-19, нашата бранша премногу трпи затоа што главно зависи од собери, каде што тоа не е дозволено. Тука луѓето ги откажуваат свадбите, односно тие ги пролонгираа, се надеваат дека ќе ги прават понатаму во септември или октомври, но зависно од ситуацијата гледаме како денес бројките се повеќе се прошируваат, се накачуваат бројките, така што нашата бранша виси едноставно виси, затоа што нема никакви протоколи за свадби, ниту се знае ниту е во најава дали ќе има некои протоколи, со тоа што барем ние ќе добиеме мала надеж дека можеби оваа година ќе спасиме нешто, иако сме 100% сечени од ситуацијата. Погодени се и занечиите, посебно фризерските и козметичките салони, кои беа директно поврзани со семејните прослави. Сања Шулева вели дека за разлика од минатата година, обемот на работа е намален за 40%, што ги нарушило развојните планови на оваа студио во поглед на проширување на дејноста и зголемување на бројот на вработени. Додека ја посетивме, немаше ниту еден клиент. Вели дека во оваа криза сепак имало колку толку работа, колку да го одржува салонот во живот. Имаме ограничен број на клиенти кои што може да примаме во ист термин, што не беше случај од минатата година. Имаме откажување на ангажмани за свадби, за разни прослави поради забрана за собирање на поголема група. Сето това едноставно влијаше на финансиски обрт за разлика од минатата година, 2020 се чувствува значително намален финансиски обрт. Но сепак сметам дека ние не спагиме во категорија на дејности која што има претрпено таква некоја криза пред затварање или пред колапс. Работиме согласно со мерките. Пандемијата со вирусот COVID-19 предизвика сериозни турбуленции во економскиот живот на земјава. Речиси, сите трпаат одредени загуби, што заради рестриктивните мерки, што заради владините протоколи, кои се наметна за да се заштити јавното здравје на граѓаните. Сите се согласни дека освен финансиска помош, потребна е и поголема одговорност на сите граѓани, се со цел да се избориме со овој вирус, од кој последиците на економски план ќе се трпаат и во наредните години. Милановик, слушнавме реакции и видувања и ставови на представникот Туристичка агенција за нечија и малтене фотостудио кои што на некој начин директно се поврзани или индиректно со се уште мерките кои што важат како забрана за организирање на прослави. Сметате ли дека владата доволно ги поддржа барем досега сите компании подеднакво, слушајќи ги коментарите од страна на представниците од услужниот сектор? Вака, нема идеална мерка. Секоја мерка е за поздравување и секоја мерка е помош. Генерално, ако гледаме, ако споредуваме со регионот, со држави на наша големина, со наш развој, ние сме едно од ретките држави кои директно вбризга средства за помош и тоа баш за плати во најпогодените сектори, директно баш за покривање на основните трошоци од струја, режиски трошоци па до плати, и тука се направи еден многу голем исчекор за да се намали овој недостаток на парична маса кој најмногу се почувствува во првиот бран
на COVID-19, кога условно сите бевме збунети и не знаевме што не очекува, колку време ќе не очекува и што треба да правиме во иднина. Овој сет на мерки што сега пак ги најавија, мислам дека пак ќе помогнат, не можеш да кажеш дека ќе те врати на нивото на развој пред пандемијата и не можеш да кажеш дека тие сектори со таа помош ќе излезат на површина или ќе им се дава подстрек за раст. Факт е дека тие баш што ги видовме, туристичките агенции, значи и да немаше забрани за патување, ќе беа со голем пат. Значи луѓето едноставно имат страф од патување, страф од масовно собирање, секторот угостителство, ресторанти, организирање на прослави, настани и така натам. Исто, и да немаше забрани за нив, луѓето едноставно имаат страф кон масовно собирање од тоа непознавање. Секој сет на мерки, буквално секој сет е добродојден, не само за нивниот сектор, затоа што и кај нас веќе почнува да се чувствува недостатокот на парична маса. Значи, колку помалку пари има во оптек, толку и ние, ако имаме раст, значи почнува да се случува пак тоа недостаток. Ние репроматеријалот го купуваме од странство, го плаќаме аванс, но требаат пари. Во другите држави некако бизнисот се подпре на комерцијалните банки. Кај нас бизнисот целосно се подпра и државата колку толку го амортизира овој недостаток на парични средства и овој пуштање на пари во оптек. Да, владата го најави четвртиот сет на мерки, каде што освен за стопанството планира и за физичките лица. Но она што ме интересира, господине Милановиќ, досегашните мерки. Добивам чувство дека компаниите се ориентира пред се на искористување на мерката за средства за плати на вработените, отколку пак за развојните цели. Оние поволни кредити. Вака, во овие услови, сега сите сетови на мерки и првиот сет и вториот сет беа најмногу на погодените дејности. Угостителство, туризам, хотелиерство, услужните дејности, занајчиството. Тие беа најпогодени и се уште се најпогодени. И сетот на мерки со сите тие пресметки се направи да овај недостаток на пари што ќе се појави од некои си 50-60 милиона евра месечно што ќе ги нема како потрошувачка маса, да се надополнат од средства од државата да се пуштат во оптек. Ниеден од нив реално не може да размислува за развојна компонента затоа што не знае колку ќе трае. Еве еден од соговорниците туристичка агенција. Верувам дека не знае не за летниот, ни за зимскиот период што ќе прави. Дали ќе се пуштат граници, дали да договара аранжмани за зимување, дали да договара аранжмани сега се договараат и за лето. Дали да инвестират или кафичите, или салите за свадби. Ќе трае уште пола година, уште една година, не се знае. Сетови на мерки, претходно веќе имаше владата развојни мерки и со Македонска банка за развој и преку Фонд за иновации и технолошки развој, а и преку Министерство за економија. Значи Министерство за економија пушти посебен сет на мерки. Огласот беше на крајот на мај, течеше до крајот на јуни, каде што во баш мали и средни предпријатија до 40% ги помага во новите инвестиции. Тоа значи доколку имате инвестирано или планирате во тековната година до 100.000 евра инвестиција, 40.000 евра ти враќа државата. Тоа даде подстрек на тие дејности, на тие индустрии кои не беа така погодени, да размислуват да ја подобрат продуктивноста, да го подобрат капацитетот на производство, да го модернизираат технолошкиот процес. Така да, паралелно гледано, надвор од сетот мерки владата што ги даде за помош на ковид, има неколку сегменти и мерки за развој на економијата. Да. Претежно рековме дека средствата се користат за задржување на работните места. Слушнавме услужниот сектор. Вие доаѓате од хемискиот сектор, ако можам така да се изразам, но погодени си останатите со оглед на затворени граници. Иако протокот беше на стоки и услуги, беше отворен, тука и земјоделството. Колку глобално оваа пандемија не потона на економски план и сметате ли дека може ова наше македонско кревко стопанство и реален сектор да го издржи тој притисок?
со оглед непознаница и Така е. Гледајќи ги, анализирајќи ги сите од најразвиените земји, па околу нашето обкружување и државите на наше ниво, значи нема држава што можеме да кажеме дека помина полесно, дека помина без последици. Значи ќе има во високо развиените ќе има катастрофални последици кои ќе траат години и години и кај нив ќе треба сериозни средства за заживување. Кај нас доброто е што со помалку средства ќе може да се направи подстрек, тоест заживување на стопанството. Сега прво и основно е да ја задржиме, да ги вратиме паричните токови кои ни фалат во платниот промет, кешот што ни фали. Тргнувајќи на нас јуни, јули, август ни фалат нашите исцеленици кои работат во странство. Значи тука ние можеме да кажеме дека месечно само нашиот регион губи по некои 50 милиона евра од нашите исцеленици, кои тие пари директно ги вбризгува во нашата економија. Сега пак ќе кажем, основно и најбитно е да се задржат работните места, за да има паричен оптек и да има некоја сигурност на самите луѓе, на самите работници, дека ова нема да трае и дека има поддршка, некој бекап, некоја сила која ќе ги зачува да може да работат и да творат. Како ќе се решаваат после, дали ќе треба и сет, и пети сет, и шести сет, по моја предпоставка ќе треба, меѓутоа еве ќе чекаме разврски, најавуваат помош Европска унија, фондови за помош на Балкан и така натаму, сите тие средства, ако правилно се насочат во нашите потреби и во индустриите, мислам дека ќе даде нов подстрек за рестарт на економијата во Струмица па и во Македонија. Треба ли преориентирање во овие услови на пандемија? Во моментов, која е она дејност или област каде што може да се профитира во наводници, имајќи во предвид дека тоа ограничување, пак задржување на вработени во сопствени услови или работа од дома. Дали смета дека IT секторот сега е најдоходовен или пак... Па да, еден од сегментите како што е секторот, да кажеме во производство на хемија и хемиски производи, еден од секторите кој не е погоден, баш има и расте, IT секторот и посебно онлайн продажбата, софтверските услуги, креирање на софтвери за учење на далечење. Сакате да кажете дека бизнисмените треба да се ориентират. Еве, онлайн продажбата скокне за неколку проценти во однос на изминатиот период. Дали тоа струмичките стопанственици треба да размислуваат на ваков? Види, тоа ние што го викаме новата реалност, почне и кај нас да се применува. Ние имаме немал број на компании кои веќе имаат онлайн платформи специјализирани за продажба на онлайн продажби, баш струмички компании, продажба на онлайн продажба на производи не само на струмички пошироко, и македонски, и увозни и така натаму. Значи, да не кажеме пионери, ама имаме солидно развиени компании кои основна дејност им е онлайн продажба. Многу од нашите компании, производни компании, трговски компании веќе пополека се ја прифаќаат таа нова реалност и се спремат за онлайн продажба, за онлайн едукација и така натаму. Што во случај, господине Милановиќ, сепак рековме непознаница, кои што и многуме не нарекуваат освен здравствена и економска криза, што во случај доколку се појават нови рестрикции, нови ограничувања како една од мерките за заштита на јавното здравје од COVID-19. Факт е дека одредени субјекти во земјава се уште не се ги отвориле собствените капацитети. Мируваа угостителските капацитети, еден известен период па ги отворија, но со мерки за заштита од вирусот COVID-19. Што во случај тој? Дали ќе вие можеби на сетивте со нов пети, шести сет на мерки кои што ќе помогна. Но дали може да го колабрира реалниот сектор или македонското стопанство доколку продолжи вака пандемијата? Види, моje мислење е дека нема што и да се случува. Значи, и пошто најавија дека и од владата дека последна мерка ќе биде нови рестрикции, ептен доколку комисијата, здравствената комисија препорача. Меѓутоа, сега сме за 8 месеци
позапознаени со работата, поискусни, знаеме веќе со што се соочува и здравствено и економски. Моje лично мислење е дека не верувам дека ќе дојде до така строго и рестрикционо како што беше на почетокот. Значи, ќе има веќе нови правила на игра, ќе мора да се почитуваат, така да мислам дека во услови на нов полош бран, како што сите го најавуваат, полош го викаме во типот на број на заболени, број на брзо ширење на заболувањето, не верувам дека ќе има порестриктивно или ќе се врати на ниво на старата рестрикции. Меѓутоа, ќе треба да се почитуваат основните правила. Хигиена, држење дистанца, носење маска, избегување на Тоа масово се новите собирање. правила кои што секако дека Таа е новата реалност. Новата реалност. За крај, господине Милановиќ, претпоставам и на самиот почеток рековте, се слушаме со бизнис заедницата во Струмица. Што е она што сметат или пак сакат да го артикулираат нивното барање преку вака формално здружение како што сте вие до владата? Истакнате новиот четврти сет мерки, но кои се оние најчести барања на струмишката бизнис заедница? Најчестите барања се баш на најпогодените дејности, да се рефундираат баш средства за тие режиски трошоци од кои нема бегање. Еве, сега во услови на неработење немаш трошок за струја. Меѓутоа, плати, придонеси, тоа мора да си тече доколку сакаме реално, не само за да си го спасиме нашиот бизнис, нели викаме треба да ги отпуштиме. Не, така штетиме на цела економија. Некого ќе оставиме без личен доход, кој нема да потроши да купи некој наш производ, па нема да има за придонеси, па нема да има за пензии и така натаму. Тоа е тркало кој е двигател на нашиот економски живот. Така да, основен сет на мерки е помош, рефундирање на средства за да се задржат и да се зачуват работните места. После, се друго, пошто и така нема работа, немаш режиски трошоци за струја, немаш режиски трошоци за вода, немаш режиски трошоци за закупување на репроматеријал. Меѓутоа, ако реално настане штета од некој бизнис заради рестрикции, сепак државата треба да ги намали и да го слушне гласот на стопанствениците, на било кој начин да изнајде да ги помогне. Останувате на ставот да се вбризгуваат средства и кај физичките лица за подигнување на јавната потрошувачка? Да, тоа е едно од мерките кои мора да се прави цело време, да се вбризгуваат свежи пари за да може економијата да го издржи. Многу добар сет е ова, купувајте македонски производи, односно одделување на македонските производи со ДДВ-то кај нас и кај голем дел од производствените капацитети, осетно се зголеми продажбата, така да мислам дека овој сет треба да продолжи и кога ќе заврши ковидот, на некој начин да биде бустер на домашната економија. Така. Милановиќ, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Бизнисот во Струмица во услови на COVID-19 или пандемија, уште еднаш благодарност. А во продолжение да видиме какви се статистичките податоци, колку овие 6 месеци претрпе како поразителни или успешни резултати во поглед на вработеноста и на згаснување или пак регистрација на нови фирми во струмишкиот регион. Пандемијата со вирусот COVID-19 предизвика сериозни турбуленции во економските текови во земјава и покрај владините мерки за зачувување на работните места и развој на фирмите, сепак податоците добиени од релевантните институции во нашата држава говорат спротивното. Расте бројката на невработени лица, но и расте колебливоста кај заинтересираните лица да основат свој правен субјект кој што би биле дел од економската слика во земјава. Според информациите на Централниот регистар на Република Северна Македонија, за периодот од 1 март до 31 август 2019 и за истиот период во оваа година, 2020 година, во услови на пандемија значително е намалена желбата за основање на правни субјекти. Лошите услови за водење на бизнис пред се заради пандемијата COVID-19 си го предизвика своето. Во овој период, во општина Струмица, минатата година биле основани 113 правни субјекти, додека пак оваа година само 82, што значи разлика од 31 правен субјект.
Идентична е сликата и во останатите општини од Струмишкиот регион, односно во Василево, каде што разликата за споменатиот период од 2019 и 2020 година изнесува 6 правни субјекти, во Босилово 2, а во општина Ново село 3. Податоците говорат дека се зголемува бројката на невработени лица во услови на пандемија, односно кога Македонија прогласува старт на пандемија и тоа во март оваа година, кој што трае и понатаму. Заклучно со 31 август бројката на невработени се изнесува 144.759 лица. Како растеше бројката на невработени? Споредбено со истиот период од минатата година. Лани во март 2019 биле евидентирани 106.242 невработени. Во март оваа година, кога почнува пандемијата, евидентирани се 107.732 невработени. Разликата помеѓу минатата година и оваа година е значителна. Но како што влегува Македонија во здравствената криза, кој што се рефлектира и на економски план, бројката на невработени континуирано расте. Па така во април оваа година се забележени 114.762 невработени или за околу 7.000 лица многу повеќе, додека во мај за 12.000. Во јули бројката изнесува 11.000, додека во август, како што спомнавме, нешто стагнира и бројката се заокружува на 144.759 невработени лица. Што се однесува пак до југоисточниот регион, повторно согласно податоците добиени од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, бројката правиме пресек на бројот на невработени лица во март оваа година и во август, заклучно со август оваа година. Па така, во општина Струмица или пак во регионот на Струмичкиот на општина Струмица, вклучително тука и општините Василево, Босилово и Ново село, на 31 март 2020 имало само 4486 невработени лица кои што се активни баратели. На 31 август оваа година бројката е зголемена за 1640 лица, односно изнесува 6126. Значителен раст на бројот на невработени лица има и во општина Гевгелија, односно тамошниот центар за вработување. Во март имало 962 активни баратели, додека заклучно со март бројката изнесува 1723, што значи дека се зголемила за 761 лице. Во Валандово зголемување на невработеноста за 407 лица, а во општина Радовиш за 539. Согласно изјавите на представниците од услужниот сектор, представникот на Струмичката бизнес заедница, но и податоците кои што ги презентиравме од Централниот регистар, но и Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, дефинитивно пандемијата со вирусот COVID-19 предизвикува сериозни нарушувања на економските текови, не само во земјава, туку и во Струмичкиот микрорегион. Фирмите понатаму се борат за задржување на работните места, но и да ги остварат своите развојни планови. Конкретно од надлежните бараат сериозни финансиски средства за да ги можат да ги задржат вработените, но и квалитетни економски политики со кои што би се одржувале во живот регистрираните правни субјекти. Почитувани, тоа беше емисијата Бизнисот во Струмица во услови на COVID-19. Пријатно!